новата технологија, а и се останато, денеска ни овозможува многу работи да допрат до поише слушатели. Добар ден, добро вечер и не знам кога го слушате подкастов, драги почитувани слушатели, слушателки, Day is it person. Денеска на гостин во 15-та епизода на Celebrate Life подкастот имаме еден млад и талентиран продуцент и неговото Multiverse EP издадено за Distant Words од енглеска во 2018. Чинам ми го предизвика вниманието уште тогаш, иако не му е тоа прво издание, и Multiverse-от кој што завршува едната страна на плочата If I can't dance, I don't want to be part of your revolution. Тоа е доволно да ни каже за еден автор дека има сериозен стейтмент за сето тоа што го создава. Михаел Пи е денешниот мој гостин на подкаст. Михаел, здраво! Здраво, фала за поканата, Горан. Нема гајле. Јас почнав од Multiverse EP, али ти можеш да ми кажеш колку EP имаш до сега издадено? Знам дека се 4 или 5, ако не се лажам. Па престанав да бројам, ако ги броиме сите плочи, бидејќи некаде сум присутен само со една трака, некаде сум повеќе, некаде е епилог, некаде е сплит, значи една страна еден артист, друга страна јас. Од прилика мислам околу 8-9 плочи вкуп. Ше супер. Да, Одамна правиш музика, така? И се има 26 години, кога започна да се занимаваш со музикава и што беше како продолжи. Како слушател, доста рана возраст, бидејќи татко ми исто има колекција на плочи од постаро време, мислам, започнувајќи од Мишел Жар, Kraftwerk, Vangelis, па до Pink Floyd, дури Чак Бери. Вау, тоа се сериозни инфлуенси, да. Знам дека парите ги имаш штедено за да купува од Југотон, тоа време кога студирал факултет во Скопје. И тие се почетоците до некаде од Kraftwerk почнав со електронска музика, онака ептен да ми прија. Значи тоа, не знам, ептен рана возраст. Да, па види ова што го спомна е се ептен сериозни автори. И затоа историја твојата музика звучи така малце поразлично, не може да ја класифицираме како класично техно или хаус, него баш е некако юник, барем музика што ја правиш. Ја барем така некако ја доживувам, не знам ти како си ја доживуваш сопствената музика што создаваш, у кој жанр, али ја не можам баш да те класифицирам. Па ја не сакам баш да ставам еден посебен жар на мојата музика, бидејќи стално движам измеѓу жанрови, значи примам влијание, инфлуенс од доста артисти, доста различни жанрови, така да мислам се мојата музика е резултат на вкупната инспирација на сета музика што ја примам. Дали памтиш кога ти излезе првото издание или не можеш да се сетиш баш? Мислам дека првото издание и првата плоча беше 2016, крајот на 2016 година на Verdant Recordings, кој што газда е Анди Грин. Тој ми ја даде првата шанса онака сериозно и чувството кога прв пат добив тест пресинг од моето прво издание беше феноменално. Да, знаеш, многу интересно што, например, луѓе од тука многу често се откажуваат, нели? И као прават некаква уметност, дали е музика или све останато. И многу затоа што нема никаков фидбек, многу слабо издаваштво, немаме PR агенции, нема ништо. И интересно е што вие новите генерации буквално нека сте отворени кон европскиот пазар и светскиот, што е например фантастично, знаеш, као плочи денеска се издаваат многу, има многу артисти тука, има и бендови кои што прават и турнеи и све останато. Интересно е што твоето прво издание е баш за странски лейбл и се надевам дека ќе продолжиш да издаваш и понатаму музика. И тоа ќе ти дали првото издание, првата плоча беше мотивација да продолжиш да работиш или никогаш не размислуваше дека буквално ќе ти се издаде првата плоча и тоа ќе те хајпне за да почнеш да работиш уште поише или едноставно само го правиш тоа што го сакаш? Па се почнува од љубовта спрема музиката, значи не сум
искрено никош очекувал дека ќе се случи тоа да издадам плоча и ми беше реално еден буквално ствари еден сон што сакав да се остваре. И кога Енди Грин, бидејќи ние станавме пријатели на Facebook, не знам, многу одамна, може би 8 години, и тој држеше емисија на сега јас имам таму своја емисија на супер. Лондон, Видиш, да, не знаев. И стално некој фидбек, знаеш, тој некој мотивираше, знаеш, прати ми нешто ако направиш музика, па знаеше да ја заврти кај него на емисија и полека едно по друго си дојде. Значи така ме праша првен дали сака, мислам што мислам јас ако дали може тој да отвори, знаеш, дискографска куќа, која е моето мисија на сето тоа, дали би сакал да бидам дел од првото издание и нормално јас се согласив на сето тоа на прва. Бев, не знам, премногу возбуден. Да. И, да. Тоа беше првото. Не, супер, многу ми се свига што знаеш, нека ти живееш у Виница, буквално работиш музика у Виница и си се решил да живееш у твојот град и се останато, нели ние као цел живот исто си ја имамо онаа бариера, зашо не си иселив, зашо не си изрели. Ние као 20 години го правам истото цело време што го правам. И као некако веруваш дека еден период стварно ќе се развие некаква сцена за било шо. Како делува Виница на тебе, мислам, затоа што сигурно ти е многу интересно, ти работиш за светски пазар, а живееш у мал, веројатно и тивок град. Кажи ми нешто со локалнава сцена у Виница, прилично ништо не знам искрено и као ти си првиот диџеј продуцент што го знам од таму. Знам дека има еден фестивал што се прави летно време, како се вика? Слободна зона. Да, Слободна зона, кај што бендови нели доаѓаат да свират. Не знам дали има диџеј. Кажи ми нешто за Виница, што се дешава со музикава? Дали мало градче првата генерација што го прави тоа? Дали сте некоја екипа или? Па имавме, јас мислам сум од помладите генерации, има постари генерации што моментално за жал не живеат во Виница, мислам секој си неле влече на своја страна и тоа. Но баш се сеќавам Виница беше доста активна како за Источна Македонија, мал град од не знам 10.000 жители. Се случуваа доста работи. Аз сигурен сум дека и во 90-те доста активно се има случувано во овој град. Види, Македонија имаше сериозна сцена од одреден период. Мислам, точно. Ка Битола растураше онака со години, многу интересно. Гевгелија знам дека има добро. Гевгелија, да. Одлични се. Да, и баш ме радува што го кажуваш. Па доста скопски диџеи мислам имаат настапувано кај нас, значи голем број. И сега тој лик што го водеше, тоа е моментално во Германија, но ние мислам јас лично не престанав да значи продолжив со забавите, значи можеби од 14-15 години сум активен член да речеме во овие случувања во градот со техно музика, електронско. Исто помагам со Слободна зона последните неколку случувања што ги имаше, така да за мал град мислам дека има доста движење. Не бе, види, многу ми се свига што правите нешто од својот град, нешто зашто сите знаеме какви се условите и ние у Скопје и вие таму, али многу е битно да се прави, да се создава нешто без разлика колку и да согласувам. Тоа некогаш и малку посетено или пак пари не зборувам, пошто нема пари, не никој. Да, али интересно, што се дешава периодов пред локдаунов, нели, као правевте некоја организација, нешто имавте забави или ти си фокусиран сега беше на правење музика повеќе? Секој пат прва љубов ми била продукцијата, па после диџејството, значи двојам ги не ми идат паралелно, значи мора, не знам, период сум фокусиран на продукција, период на диџејство, не можам да ги сврзам. Ама стално знаеме, исто имам другар, што сега почнавме заедно, го носи моето име Михајло. Мислам, јас сум Михајл, тој е Михајло, заедно мислам се обидувам да го воведам во продуцијските води со мене, колку можам, да. Заедно правиме журки онака кај нас по локали, не е нешто. Абе, ако супер, зашо се дека вас ви е добро таму кај што живеете и работите, ништо не е друго битно, знаеш. Ни дали ќе дојат 50 луѓе, ниту 300, битна енергијата,
да се продолжи да се работи, мислам. И Детройт не почнал со 5000 луѓе, знаеш која. Точно со Basement. Да, така да културата баш реално допира само до тие што сакаат да ја конзумираат, знаеш, не е ова сцена некаква масовна кај што ете може, устори у светски рамки е више друго, али тука е пак можеме да се пофалиме на нека искрена публика се уште. Да, согласувам се. Сеќавам се на период кога многу беше тешко да се промовира електронската музика во Виница. Некако беше ептен underground. Знаеш, ни требаше доста време со колеги, другари за да се потрудиме да стигне оверграунд, да допре до младите, како пример до мене што има допрено кога сум бил тинејџер, ептен мал на години, да имаш избор. Пошто знаеме сите дека турбо фолко 90% владее во нашата држава. Па да, обало е млади деца да не ги завее виора што викат, да имат простор избор да имат. Значи да излегнат не мора да е електронска, нека има избор хип-хоп, рап, нека има техно, нека има рок. Да имат да се пронајдат у сета ситуација, да не е монопол да речеме, турбофолк. Види, турбофолкот е мас медија, некака 100% присутен, луѓето го сакаат, го уживаат како тоа. И ја нека се уште не можам да поверувам, али тоа е тоа, нели? Секој има право да слуша тоа што сака. Не ги судиме, они не судат нас за тоа што ние го слушаме, али ние нив не ги судиме. Тоа е... Ти последен твој настап у Скопје беше на Кинг, јас се сеќавам тогаш се видовме, тогаш ти прима, да. Да, тогаш прв пат настапуваше на... Не, устори, тоа ти беше втори или трет настап у Скопје, така? Прв пат мислам беше Радио Бар 2018, Стојче и Вишко ме покани. Благодарение за нив. Супер, нема везе, тоа е нешто многу е битно да се даде поддршка на стената каде што сме. И многу интересно што ти нека цело време правиш музика и тоа треба да продолжиш да го правиш. Кажи ми нешто периодов, излезе некое ново издание, спремаш некое ново издание, плановите какви се? Константно има нешто ново што се случува, знаеш. Да сум инволвиран во некој проект, туку короната малце закочи ги работите, прекина со пресинг на плочи. Требаше сплит плоча да ми излезе сега. Баш сега, оваа недела, со мене и Џон Шима на нова дискографска куќа од Лондон, водена од Конор Мейл, непрофитна организација, каде што парите што ќе собереме од продажба на плочи ќе се инвестират во Music Minds Matter, тоа е невладина организација исто од Англија, која помага со депресија и има лајн за поддршка за такви случаи, што е одлична идеја. Да, види, пише не се работи само за некој едноставен профит или само издавање музика. Многу ми се свига што некако електронскава сцена се врти кон оние како првите вредности што ги имаше, поддршка на луѓето, маргинализирани групи, заедници, луѓе кои што страдаат со депресија, сцената. Многу е битно некако човештвото да почне пак да стане човештво, така да супер и штета што не излегла плочата, али ќе излезе сигурно. Моментално прилично срање е ситуација сегде сценава. Да, се е ужасно. Знам дали следиш кампањата на Resident Advisor Save Our Sin. Следам нешто, да. Мислам, као не е едноставно, знаеш, тоа е пак голем бизнис и многу пари се изгубени. Точно. Луѓе у Берлин не знам како преживуваат или било каде во светот, пошто кај ние на Балкан сме научиме да работиме по 3-4 работи, не мора да сме само артисти. Али крај со крај. Да, као 2021 се предвидува дека ќе се врати све, и музика и продукција. Мислам и журки, и фестивали, и концерти, да се надеваме дека што побрзо ќе се врати некој текст, затоа што нема да биде добро ова за многу артисти. Согласувам се точно. Дефинитивно ќе е интересно 2021, баш после цели овај застој,
како луѓето ќе реагират, може ќе се родат некои нови жанрови, нешто. Додека сме затворени сите дома, сите експериментират, пробаваат. Знаеш, да, креативноста е на највисоко ниво во баш тоа. моментот. И добрата уметност секогаш била создавана у срање времиња, така да... Точно, джез, блуз, да. Согласност. Ќе видиме што ќе ни донесе сето ова, се останато. Што знам што друго, од кај црпиш сега инспирацијата? Океј, бекграундов е доволно познат више. Која сцена моментално највише ти се свиѓа? Што највише ти задржало внимание? Моментално, не знам дали си запознат со Регелбау. Тоа се дечки од Архус, Денмарк. Екипа, не знам, од некои луѓе, Man-Made DJ, CK, и моментално како да стварат некој романтицизам на сета електронска сцена, бидејќи комбинираат звуци од минатото со моментални продукцијски техники од сегашноста, и резултатот е за мене можеби најголема инспирација примам од нив. Супер, не ги знам иначе, ќе шерни ми линк. Обавезно, одлични се дечките, попат во минатото, вадат музика што била заборавена тогаш, била феноменална, значи го издржала тесто на времето после 20-30 години и се презентира сега и е, не знам, феноменално за мене. Тоа е супер, знаеш, пошто сите некако забораваат минатото и мада и минатото прилично има снопска позадина, као if you're not Detroit, you can be nothing, и малце тоа има и затворено сцената и добро е овие луѓе што се трудат да го вратат сето тоа. Да, сериозни крейт дигери. Значи феноменално. Што преферираш, винил или MP3, без разлика што плочиве твои се издадени на винил? Винил дефинитивно. Квалитет супериорен, конекцијата е различна, повеќе труд се улага во винил продукција, пример исто од аспект на купувач, во споредба со MP3 е доста поскапо, значи ако купуваш плочи, бидејќи јас купувам лично плочи, имам колекција моментално 200-300 плочи, парите гледаш да ги ставиш на правото место, значи правиш некоја селекција, не MP3 да е, не знам, океан на дигитална музика. Така, се согласувам со тоа, мислам, ја реално само диджитал слушам, фала им на другарите што живеат у странство, па ми даваат Spotify, ме внесуваат од нивните family акаунти, иначе сериозен проблем со слушање музика, не ми се сибне музика, затоа што немам потреба тоа, нити ја пуштам, нити ништо така да конзумирам, али да, веројатно винилот е убава пасија, естествено. Значи, твоите DJ сетови се vinyl only, што се вика. Не, за жал не. Повеќе е за музиката што ја купуваме, за инспирација и за лично слушање. Супер. Имаме еден грамофон. Види, стварно медиумот не треба ни да ограничува и све останато. Иако има винил ревайвал, гледам дека многу винили се враќаат, многу луѓе почнуваат пак да пуштаат на винили. Лично е скапо да пушташ на винили, пошто нели као 10 евра една плоча и ти да направиш еден сет, ти треба минимум колку 40-50 плочи. Точно. за да испушташ као, али добро, тоа се колекции што се градат со години. Периодов го издаде и својот ова е албум. Што е саундтрак to a Better Place? Дали е албум или е... Албум, да. Албум од 8 траки. 8 траки, тој ти е self-released, не го подпиша никаде. Каде е достапен албумот? Што да им кажеме на... И тоа ти е издаден у ера на корона, у април изгледа, така? Да, пред 2 недели, 3. Да, нека беше у корона. Затоа и сакам да го продискутираме, затоа што некако ти го походило времето. Па, не знам, периодот, мислам, лани полани влегов ептен во амбиент даунтемпо музика, трип-хоп. Скоро ги истражив сите артисти што постојат на таа тема и обскюри, сите работи. Орб, новиот албум го слушаш ли? Да. Супер. Не е лошо, продолжение на некој квалитет, некој консистентност. Да, откачена е.
Извини што те прекинав, продолжи си. Ништо тама работа. Значи, хиперпродуктивен сум период, посебно овие 2-3 месеци и едноставно знам дека нема пазар, да речеме винил пазар за амбиент музика да се пресува на плочи или даунтемпо и да се нафати некоја дискографска куќа, мада немам дискутирано со една, мислам дека нема да се продава. Не знам дали ќе можеш да Види, не знам дека транс фестивали имаат сериозни амбиент артисти на секој стејдж. Тенгри, не знам дали го знаеш, Лео како Тенгри. Room 2, Chill Out што има на времето. И знам као дека трансериве се многу отворени за амбиент и за chill out, така да не се знае тоа. Поврзаност, точно. Има нешто. Ама маркетот, мислам, во глобала, те баш затоа ги спомнав Регел Бау. Еден од Регел Бау, CK, држи радио емисии, Safe Radio му се вика емисијата, баш тој е директно причината да влезам во тој жанр амбиент и се тоа, бидејќи тој копа во минатото и звуците и плочите што знае да ги најде феноменално, значи неверојатна музика каква се имам испуштено со годините или забраено да речем. Амбиент е многу убав жанр за музика. Да, дефинитивно. И уствари всушност се е тоа резултат на не знам, таа не конспирација што се таложи во многу време и доста музика направив и решив за прв пат онака, не знам, ова е само дигитал издание. Да, кај може да го чуеме изданиево? Го има негде на Bandcamp или? Е само активно на Bandcamp, да. Како е Bandcampот? Bandcamp, Михаил П. Пи треба да. Bandcamp.com. Океј. Супер, ево го. Михаил Пи, yes, тоа да. Soundtrack, ево го, Soundtrack to a Better Place. Добро, супер, ќе преслушам после, ќе купам. И преслушајте го и вие слушаете сите тоа. Иначе, мене ми се свига амбиент музика, ова што Алекс Петерсон го издаде новиот албум, Дудо. Он има 61 година, мислам, некој така. И као уште га прави таа музика, пред некој ден имаше 48 сати стриминг. И као викам, како успеа да го испушта 48 сати? Ја не можам да го пратам 48 сати, ама као интересно е, да, добро е амбиент. Баш периодов е баш за амбиент музика. Што беше инспирацијата за овој албум? Живеам, не знам како да обяснам, живеам на место, на периферијата во Виница. Имам гледка 1.000.000 евра. Така се забававам моите другари. Да, Виница е убава со планини околу, да. Така и окружен сум со природа, буквално живеам последна куќа сум после мене нема куќи. Значи на некој начин одвоен малце од обшеството од градот. У моментов сите се не секери. Да, дефинитивно тоа помогна да се створи овој албум, таа некоја надворешна средина, желбата да излезеш, а не можеш. Значи постојано сум на тараса, впивам сонцето, впивам ги тие надворешни елементи, а не можеш да излезеш да се социализираш, да се дружиш и ова е како некоја носталгија овој албум на некои подобри времиња, затоа е Soundtrack to a Better Place. Да, супер име. Да наречам и утопија. Па супер е утопија. Да. Надеж тоа дава, утопијата ти дава некаква надеж. Точно. Тоа е супер. Колку 14 песни се така? 8 песни се. Направени во период од 2018 до 2020 година. Супер. Значи, периодов те инспирира амбиент музиката и ќе продолжиш да си правиш амбиент или не се знае, тоа не може ништо да... 100% сум сигурен дека ќе остане во мојата палета на звуци амбиент, ама сакам да менам жанрови, да менам темпо, бидејќи, не знам, ако се задржам премногу на некој жанр, квалитетот почне да опаѓа на продукцијата, знаеш, слухот ти стане туп.
Аха, И да. треба да направиш промена, знаеш, од време на време. Да, ја као уметник морам да си го менјам стилот на неколку години или месеци, за да не ми се здосади и да не почнам да се повторувам. Така да точно знам што Тоа е тоа, зборуваш. да. Да. Баш тоа. Ај не искам да се повторувам. Знаеш, као луѓе викаат кога ќе те препознаат по нешто специфично дека треба да го задржиш тоа, ја викам не, баш напротив, ако еднаш си направил нешто што е специфично, ќе ти дојде уште Секој пат. многу пати, да. Точно. Согласувам се. Супер. Како со настапиве? Си излагал надвор од Македонија, си настапувал или претежно све е само релиз и многу помалку диџеј сетови, пошто нели кажа, еден кога си диџеј, си само диџеј и ништо не те занима, кога правиш музика, Точно, само да. музика. Точно. Имам настапи во Македонија или рано е уште за тоа? Пошто, например, Сашо Ресит го знаеш вајде од Битола, Да. он не сака да патува. И до сега може би ќе имаше интернационална кариера ако сакаше да патува, ама не знам дека Па не добро, сака. зависи до карактер до човек. Ја го почитувам неговиот став. Да. Апсолутно. Не, јас имам доста понуди, мислам, покрај издавањето музика, знаеш, бидејќи ја не го гледам како целина, но доста други луѓе го гледаат како целина, деме како треба да, ако правиш музика, дека треба и да бидеш диџеј. Тоа вајде од некои економски причини за реегзистенција, да не навлегам таа. Да, ама зашо бе, окей, тоа не е. Да, не е лошо секако, туку пример мене ми е 100% фокус продукција, значи ја исто не сакам многу да движам, тешко се убедувам. Имав понуди да настапувам во Даблин за Марк Марфи, има, мислам дека дечкото има сега и дискографска куќа. Ме викна, имал као некој термин во кинески бар, ресторан, каде што доле во подрумот има клуб и е фри ентри за сите. И сакаше таму да идам, но многу беа скапи картите. Исто требаше да настапувам за Пол Метисон на... Тоа е тоа. Исто Грција. Направив конекција со кога последен пат лани на Великден пушта во Гевгелија за Дени и за филма. Мозаик колектив, да. Да, и бев на лајнап заедно со Джеймот од Грција. Дојде и Томаш. Томаш, мислам, е доста инволвиран и кај нас во Македонија, мислам дека во сектор доаѓаше и во некои други места. Тој сакаше да ме викне да направам лайв сет во Атина, мислам дека му е ова Synthetic Night. Во Грција, да. И работа моментално да земам некој хардвер за да можам лайв, мислам можам и на лаптоп да правам, но Да бе, денес скидат само со Ableton пуштаат лайв, така да... така тоа... Да. Ептен, за разлика од некои продуценти као King што го гледат, он уште користи хардвер. Мастер. Да, фантастичен артист. Многу ми се свигаше неговиот лайф ект, иако морам да ти признам многу малце електронски лайф ектови сум гледал од продуценти, пошто нели обично кај нас кога доаѓаат DJ сет, пошто вајде поскапо да ги платиш за лайф, не знам. Да, дефинитивно. Да, али супер, треба да почнеш да работиш лайф ект, пошто сигурно ќе можеш да импровизираш малци во лайф настапите и да си музика да ти звучи уште поразлично него што обично ти слуши. Има некој интересен момент кога ствараш музика во живо. Да. Happy accidents. Да. Да, супер. Немаш моментално booking менеджер, ниту стриктен лейбл, пошто издаваш на секакви лейблови музика? Можам да кажам дека сум ептен приврзан за Distant Worlds, кај што ми мултиверс, имам сега и Omniverse и Various плоча заедно со Холовер. Јас еден беше учител по математика. Супер, Джеймс Холден, знаеш дека исто дипломиран на Харвард математичар, па знаеш како му звучи неговата музика. Супер. Да ми го кажеш изданието. Да, ги извиниш. Нема гајда. Да, Дагл Вудс е учител по математика во Англија. Јако. Тежок перфекционист. Многу интересна плоча. Многу труд беше вложено во неа. Многу време управење. Браво.
Плочеви уствари ги има само на плоча, ги нема нигде диджитал. Ти имаш нешто стајано кај тебе на SoundCloud, ама не се целосни верзии, така? Да, и 90% се строго винил, да. Нема ништо диджитал. За слушателите на Celebrate Live подкастот, Михаил Петровски е на SoundCloud, проверете го обавезно. А албумот уште еднаш да повториме, michaelp.bandcamp. Михаил, како ја гледаш иднината на музиката? Покрај тоа што кажа дека 2021 ќе биде интересна година, како ти ја гледаш сопствената иднина, покрај тоа што кажа дека те занима амбиент и све останато, што друга музика слушаш во моментов? Пошто кај тебе слушам и многу друга музика, као сега може ќе погрешам, или нека малце и као drum and bass некој влијание да има, или грешо? Точно, дефинитивно. Сакам наредна екскурзија во музиката да ми биде drum and bass. Да. Drum and bass е фантастична музика, имаше сериозна добра, многу добра сцена имаше во Скопје drum and bass. И нека баш беа сериозно големо комјунити и единствена музика што собираше многу млади луѓе. Тоа денеска трапот го прави во Скопје. Али drum and bass беше сериозно. Добро, супер, значи гледаш, добро сум приметил од твоја музика, не Да, со кој би сакал да направиш соработка во иднина? Пошто сигурно имаш артисти што се свигаат. На прво место можеби Aphex Twin. Добро, супер. Далечна иднина можеби. Да, ви издаде пак нешто, он не е нормален. Цело време е активен, да. Не е нормален, како многу е креативен. Знае да изнајде нови начини сами од себе да се реинвентира. Многу јака работа. Затоа ми се многу сви Aphex Twin. Значи, неверојатен е, многу добра музика прави и стварно тони selected ambient works. Мислам дека никогаш немам издосади, секад ќе ми се свија. Се согласувам, да. Па има нешто као у некој интервју кажуваше дека на 14 години ги има направено тие. Вау, не знам. Например, многу интересно неговото прво јавно појавување на настап, нели тоа он се појавува ера кај што сите лезе со хардвер многу, Orbital, Underworld, мислам баш таа Warp Records сцена и типов само се појавува со лаптоп, си легнува на сцена и така прави да. И нека им се насерува на сите. Има инсерти на YouTube, имам гледано, да. И нешто со тоалетна хартија имаше за една. Не, многу сериозен, инспиративен лик се уште, многу интересен артист. Дефинитивно уште битен на сцената, не е забраен, константно некои нови начини изнаоѓа да ствара музика, креативност на некој, не знам, вончовечко ниво. Баш као нека кога избаци 40, не знам, и он избаци некоја дискографија ненормална исто, као не издадени работи. И нека слушаш, не можеш да дослушаш. Чекај бе, човеков, толку години само музика цело време прави. Кој знае уште колку музика има дома на диско? Но ја не сум го гледал никогаш уживо ниту на настап. Не знам и дали настапува он стори. Настапува ли? Настапува? Да. Пошто го немаше као го немаше 20 години и се појави нели пред неколку години Aphex Twin логово. Се појави на Subway и се останато. Ја беше бев у Лондон. Последен пат и нека у Лондон Subway се појави Aphex Twin логово и све као what is this? Знаеш као тој период и Underworld издадува некој нов албум. Се останато. Да, добра референца ти Aphex Twin. You should do it. Ето со тие конекции. Дефинитивно. Да, супер. Исто извинај. Не, па што друго? Legolt исто ми е фасцинантен лик. Да. Има успони, ups and downs со музиката, небитно, креативноста ми се свиги пристапот што го например читав во некој интервју дека као ќе иде на некој second hand shop со синтесайзери ќе купе, не знам, некој сипан корк од $5 и ќе створи албум со него. Тоа е тај флоу што стварно за воските. Да, како се викаше алијасот на Леговелт? Има премногу. Бендот што он беше, они беа у Струга една година
не знам, фестивала, ма не беше кој Лего Велт, него беше под ова друго, Има Гладио Слейв, како друго. Секаки види. не знам, некака двајца беа тогаш. Знам дека он исто многу е поштован од трансериве. Да, лудо му звучи музиката многу. Како се вика, леле... Ерзон. Секе, што ти е предностни интернет и... Секе ти кажам... Гладио, Начо Патрол. Само секунд. Екстравелт, или не беше? Не, мислам дека Екстравелт е друго. Да, Екстравелт бе уструга, да, не бе. Уствари, овие се од таа сцена, од таму припагаат они. Да. Да, точно. Супер. Од таа сцена се, точно, затоа ја се измешав тај. Да, интересен е и он као артист. Милеска многу го сака него. Ептен значи. Другари сме, да, супер е оно. Ептен значи некаде као артист. Супер. Од локална сцена слушаш ли нешто? Бендови, се останато? Ти се фатила ли нешто? Ти фатила ли нешто локално? Имам супер другар што е тапанар во Винички Кочански бенд, АНО. Ги знам, АНО, многу се добри, ептен. Па Дејан ми е другар. Подочњаци. АНО, подочњаци, да, супер. Марко, Кран Рекордс, што ги издаде, сакам да го викнам на подкаст да биде гостин, затоа што е многу супер ликон. Па, например, да, супер работа. Хардкор и панк сцена у Команово, благодарение на него има и многу бендови доено таму. Супер, ми се свиѓаат и мене АНО. Добар бенд септен. И мене, одлични се. Они се од Кочани, да. Тапанарот им е од Виница. Аха. Много добар другар мој, да. Супер. Чекирајте ги АНО ако ги немате чекирано. Дефинитивно. Михаел, што друго сакаш да ни откриеш? Иначе 45 минути беше правиме муабет. Така да не знам дали опфативме. Не знам дали опфативме све околу твоето творештво, се надевам дека опфативме. Кажи ни радио емисијава кога е, на кој термин, луѓето што не слушаат сега да знаат. Секој трети вторник од 8 до 10 сато по англиско време, по наше од 9 до 11. Од 9 до 11, да. Timeline.co.uk. Timeline.co.uk. Супер. Аха, лайвстрим ти е секоја емисија, не ја снимаш? При рекордите, бидејќи немам камера, другите диџеи што се таму исто лайвстрим прават, ама како и да е, се трудам некои визуализации и константно викам гости што сметам дека заслужуваат повеќе внимание да им биде обрнато. Гости македонци имам покана. Браво. Супер, баш убаво тоа што ја презентираш локалната сцена. Слушаш ли некој интернет радио? Интернет радио освен Timeline слушам Кеймах, тоа е мислам Брайтон, од Брайтон радио, доста квалитетен избор на диџеи и миксови. NTS Live. NTS is my favorite. Нема болја радио. Одлични. Beats in Space мислам Леле, лудило. Доста добро. Вчера каков лайф сет имаш, он неверојатен. Многу ми се свига Beats in Space и баш онака посветен, колку 15 години го прави тоа што го прави. Да. Идејата е го зезаат аман бе до кога ќе бидеш студент, пошто не би на студентско радио емисијата. Да, одличен и Beats in Space. Исто слушам Стимуло шоу. Таму почнав уствари ја развив желбата да правам музика. Стимуло од Германија. Феноменални ликови. Значи Енди Грин исто таму го прв пат запознав. Тоа е радио од Берлин, Германија. Стимуло исто, мислам, програмер, значи тој уствари целата страна има направено, целиот лайвстрим се е негова работа. И исто имаше гости, сега гледам дека вика по нови артисти, но на времето кога слушав јас, не знам, 2007-2008, радиото е можеби постаро, имаше стален лајнап на диџеи, феноменални селектори, винил ентузијасти со можеби преку 20.000 плочи колекции од Чикаго, Торонто, Майкл Бишоп, Торонто, Чикаго исто
Исто и Стивен Тенк, мислам, држеше таму некои мисли, да. Да, Тоа прекрасно е, интернетов е чудо, некако се поврзуваме со луѓе кои што нека не ни те се верува нека како си направил муавет или кој ти дал фидбек за нешто што го работиш. Ма тоа е Точно. супер. Тоа е супер, да се надеваме, знаеш дека можеби свеста за локалната сцена ќе се пробуди, пак имаме можна поише можности и овде каде развиваме нешто поише. Дефинитивно. Не дека нема искри, знаеш, као еве нели има нов лейбл, бранд, Мицајков и Херцел, нели се обидуваат. Да, супер луѓе. Да, као нешто цело време има луѓе што работат, веројатно треба малце поише промоција или не знам што треба. Што поише, или као има не дека нема и тука ништо. Има и тука. Моментално мислам дека е пресатурирано со винил изданијата, премногу дистрибуции се отворија. Неле скоро еден пресинг плант изгоре, мислам, во Америка, од двата можни, значи сега моментално едениот ја трпе продукцијата на светскиот пазар на винил. Така да има, како што кажа, винил resurgence, моментално дури е по-продавано од MP3 од се друго. И тука малце се губиме сите ние, сега не знам дали следниот избор е некоја престижна лабела, знаеш, не знам како Кукун или не е битно, некоја, знаеш, светски што продава по не знам кој знае колку примери, бидејќи кај нас во Македонија лично мислам дека има огромен талент на артисти. За секаква уметност, само што нема огромен кој да ги изнесе и да ги препознае да ги работи, иначе има секаква уметност. Секаква уметност има добра. Мислам, види кај живееме, колку природа има околу нас, планини, води и се останато, тоа све ни инспира и секако ајде не се жалиме, али имачниот живот те тера да работиш, знаеш, те тера да создаваш нешто поинакво. Ама да не е тај страгл ноши музиката нема да е толку добра. Знаеш, од тоа размишлав, кога правев муабет со едни американци за Анастасија, бендов, и као саундтракот, нели, еден што тој многу добар, и као вика, кај инспирација, и као, како кај инспирација, човече, као, толку години овдека не мрда ништо, нормално е дека имаш потреба да правиш нешто, као, дел од тебе е сето тоа више. Така да, многу... Стане како потреба. Да. Супер. Си размишljал нешто да собереш бенд, да експериментирате со такви ствари или не? Конкретно сега само фокус на хардвер? Моментално го правиме тоа. Супер. Да, имам доста другари по Виница. Дело дано, што спомнав малку, заедно со него пробаваме некои нови експерименти да правиме. Исто имам другар, завршен школа на джез. Моментално не е во Македонија, но преку интернет пробаваме да створиме некоја врска, да одржиме, цело време пренасаме некои стемови, семплови, па да се случува некоја музика да се прави. И тоа е мислам наредниот чекор, ствари, да скомбинира електронската музика со бенд, не знам, Tangerine Dream што се били на време. Топ, браво. Супер, одлично, да, музиката и уметноста не треба да запира никаде и да се оставиме само на тоа што е. Супер! Михаил, дали све пројдовме, бидејќи не би ти одземал поише време, 52 минути разговараме. Крај не. Праќај ни линкови која ќе имаш нешто ново и само напред и со среќа со бендот. Фала многу, фала. Да здравје, кога ќе заврши коронава и цела вонредна ситуација, па да ве слушаме негде ќе да ве гледаме. Важи, секако ќе се издружиме. Да. Да, ти се заблагодарам многу, фала ти за поканата. Нема кајле. Подкаст да снимам, малце трема, малце тело. Добро бе, окей, не е ова традиционален медиум, него буквално е чисто да провериме што прават артисти во периодот, затоа што ја почнав да го снимам подкастов баш у COVID-19 кога почна. Планирав као 5-6 години и го зборев сето тоа. И као ајде, и као сва срека нарачав микрофон и стигна. И викам, окей, ова е моментот кај што треба да се почне да се прави. Идејата ти е одлично.
продолжи да го правиш, ово е супер платформа. И благодарам, баш ми е драго што има добар фидбек од луѓето и се трудиме да правиме муабет со секогаш интересни гости. Почитувани слушатели, слушателки, идеи и Z-Person, денеска на Celebrate Life подкастот беше Михаел Пи во 15-тата епизода. Останете добри, слушајте добра музика, до денеска знаете еден нов плюс артист. Обратете внимание на неговото творештво. Ако одите во Виница, прашајте кај пушта музика и поддржувајте локална сцена. Михаел, фала ти многу. Фала и тебе многу. Се слушаме. Важи. Чао, чао.